ми дојдоа двајца студенти од новинарство со оштетен вид. Кажа, професоре, не можеме ние да следиме настава, нема веќе кој да ни ги снима предавање. Да. Така ли е? Налог веднаш да им се набават диктафони. И уште се радосни децата дека некој се сетил да им реши проблем. Тоа е улога на човекот која има функцијата. Функцијата е да помага на другите. Не е функцијата да се користи за себе. Оти ние веле, функцијата се добива за да ги решавате тугите проблеми. Собствените проблеми не се решаваат од функцијата и позицијата што имате. Тие проблеми може да се решаваат еден... Така е. Ама ако еден проблем не решите, ќе ви дојде утре уште еден и ќе се натрупат проблемите. И тогаш веќе некој ќе каже, мене ми заврши мандатот, другиот нека се грижи сега за тоа што ја го остави. За да не се нагомилаат, така е. Значи, за да не зависиме од личности, потребно е да изградиме систем. Систем во кој што ќе се владее на нашиот принцип, ништо за нас без нас. Тоа значи креирање на политики во кој што партиципативно, значи ќе учествуваат и ќе присуствуваат лицата со хендикеп и нормално, значи ќе бидат дел од сите текови. Се строја со вас за солидарност, али каде да ја насочиме солидарност? Значи, луѓето ако сватат дека меѓу себе треба да се помагаат, да се солидарни, ако сватат религиозните заедници, дека нивна мисија е да им помагаат она што го правила цел живот мајка Тереза, дека тоа е улогата на религијата. А и дека, ако ќе сватат бизнисмените дека има невидлива рака што ќе ги казни, ако не помогнат на немоќните. Најголем проблем е тоа што лицата не се завршили играчите физика. Значи, а тоа е фактор кој влијае на тоа да се манипулира на тој начин со избирачите да гласаат. Само на болно немотно лице, на оне кој што не може да оспори избирачкото право на гласачките места, само на него, значи, и тоа се потврда од медицинска белешка, значи, од доктор, само тоа може да гласа. И ние што работиме во таа работа, и оние кои што го остваруваат тоа право, малку да размислат и да се измисли некоја форма по-нормална, како во некоја по-цивилизирана земја, да не мора цела свадба за еден да појде да гласа таму, што не може да види ни тајноста загарантирана ако влезат 20 во една простора. Значи, почнувајќи од многу досега тоа што е напишано во законот, само да се прочитува до некоја мера че може да биде загарантирана тајноста и правото на гласањето на оној кој што нема да појде да гласа. Тоа е причина. Ја велам многу пати има времен хендикеп, ако може така да се наречи, жена која што се породила и е болница во тој период има право да гласа. Лицето со интелектуална попреченост во моментот стана советник на општина Чајка.
што секако е позитивен тренд, кој што треба да продолжи и понатаму. Лицето кое што е запишано во избирачки список може само да гласа. Значи, ако не сте запишани во избирачки список, не можете да гласате. Значи, хендикеп, како дефиниција е нарушена комуникација помеѓу општеството и индивидуата. И во контекст на тоа, значи, оди злоупотребата на оние, например, што се дефинирани по категорија, значи, на ментални хендикеп. А деловната способност е фактор кој што влијае тие да можат да го оспарат гласачкото право, бидејќи според Уставот во член 22 стои дека избирачкото право не може да оспарат лица кои немаат деловна способност. Сега, ако пак се прочита изборниот законник, ќе се види дека одземањето на деловната способност може да се случи само со правосилна судска одлука. Лицата со ментална болест обично се со нормална интелигенција, значи не се тие неспособни да одлучуваат сами за себе. Сите лица со хендикеп, без разлика, значи било да е физички, било да е интелектуален, комбиниран или друг вид на хендикеп, имаат деловна способност, имаат право да учествуваат во јавниот и политичкиот живот. Значи, ние имаме еднакво право пред Уставот и пред закон. Напред идат избори. Вие и ние не треба да дозволиме никој да манипулира со вашиот глас. Значи, вашиот глас е исто важен. Од вашиот глас може би ќе зависи кој утре ќе биде градоначалник, кој ќе биде председател на државата и кој ќе биде советник на Советната општина Веа. Не дозволувајте, вие сте луѓе еднакви на нас. Ако сме еднакви пред законот и пред Уставот и ако имаме право на глас, значи ние сме еднакви. И вие ќе бидете еднакви ако така се чувствувате. Ако не дозволите да манипулираат со вас.